Во овие вести го поканивме премиерот Никола Груевски, со него разговара Маја Дамјановска. Маја, повелете. Да, добар ден, драги, добар ден, господин Груевски. Добар ден и поздрав до сите гледачи. Гостин во вестите, како што кажавме, е премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Тука сме да најавиме една убава информација, што туку една компанија најави нова инвестиција во Македонија. Името на компанијата е Weibo Group. Денеска и официјално ова информација ја објавивте на вашиот Facebook профил, чинам пред 1 час. Да. Која е оваа компанија, која што според информациите ќе вработи најголем број на работници досега, 5000 луѓе? Благодарам. Се работи за крупна компанија, чие што светско седиште е во Гуаошу во Кина, европското седиште им е во Михен. Се работи за компанијата, како што кажавте, Weibo Group, која што од минатата година контактира со нас. Прв пат кај мене ги донесе лани во декември министерот Хади Незир, потоа се вклучи Виктор Мизо, а во подоцнежна фаза се вклучија и потпредседателите Зоран Старевски и Владимир Пешевски. Доаѓаа повеќе пати во Македонија, за конечно денеска пред околу час и нешто да на нивната веб страна и официјално ја објават нивната конечна одлука да инвестираат во Македонија. Планот им е да отворат кајачница, предилница, фарбара, што значи враќање на базичниот текстил во Македонија. Тоа изумре во Македонија во транзицијата, а покрај тоа ќе имаат и машка конфекција. Нивни клиенти се Massimo Dutti, Sixth Avenue, германски брендови и многу други брендови низ светот. Планираат да градат своји капацитети на околу 40 хектари во Македонија. Планираат исто така за 5 години да инвестираат 400 милиони долари. Почетната инвестиција ќе биде 180 милиони долари, а вкупната инвестиција 400 милиони долари. Во последниот квартал од оваа година ќе почне градбата на фабриката, а ќе биде оперативна следната година. Тие практично ќе станат најголем работодавач во Македонија, бидејќи планираат да вработат до 5000 луѓе. Значи тоа е огромна бројка и планираат да се стационираат некаде во североисточна Македонија, на потегот помеѓу Крива Паланка, Ранковце, Куманово и Кратово. Тука некаде измеѓу, затоа што сакаат да привлечат вработени од сите овие 4 општини што ги спомнав. Така, за каде ќе биде наменето производството и од прилика кои се проценките за годишниот извоз? Според самото тоа што тие веќе го објавија на нивната веб страна, извозот ќе биде во Соединетите Американски држави, во Англија, во Франција, Германија, Русија, понатаму во Италија, Шпанија, Кина, во Јапонија и во Јужна Кореја. Тоа е нивната објава на нивната веб страница. Извозот планира да биде во првите 5 години помеѓу 600 и 800 милиони долари. И тоа се главните карактеристики кои што ги спомна. Да напоменам и тоа дека оваа компанија во период од 4 години планира да ги вработи овие 5000 луѓе. Тоа ќе биде најголемата интегрирана текстилна фабрика за конфекција во Европа, според нивната објава. Значи, на едно место интегрирана со базично производство и со финално производство. Според нивните пресметки и укажувања и објава ќе биде најголемата европска интегрирана текстилна фабрика за конфекција и ќе прават од конфекцијата ќе прават машка конфекција. Така, покрај тоа што ќе го зголемат бројот на вработените значително, но и значително ќе влијаат и на македонската економија. Колку и колкаво ќе биде незиното значење за земјава? Ќе биде огромно, затоа што освен овие 5000 вработени, тоа се директни вработувања. Ќе имаат и многу индиректни вработувања. Секоја компанија кога вработува толку многу луѓе, за нив се потребни различни сервиси, одржувања, набавка на храна за работниците, набавка на различни други работи, делови, штрафови, се друго што ќе биде потребно во производство. Тие ништо друго нема да произведуваат освен базичен и конфекцијски текстил. Значи се друго ќе набавуваат од Македонија, ќе имаат своји бизнис партнери во Македонија, така што според некои пресметки мислам дека уште најмалку 1000 до 2000 ќе има индиректни вработувања. И дефинитивно, значи, ќе стане збор за
најголем работодавач во Македонија. Сега е најголем работодавач Драксамајер со 4000 вработувања. Во иднина очигледно, ако не се појави некој друг што ќе биде поголем, најголем работодавач ќе биде Weibo Group.